Добар ден, драги ученици! Денешната лекција е линеарна функција. Да се подсетиме, што представува функција? Функција е уствари зависност меѓу две вредности x и y кои се зададени со некое правило y еднакво mx плюс c. Например, y еднакво 2x плюс 3 представува линеарна функција. Во оваа линеарна функција, како и во сите други, со x ги означуваме влезните вредности, а со y излезните вредности. Кои се цели на денешниот час? Прво, дадени се влезните вредности, а треба да се определат излезните вредности. И обратно, ако се дадени излезните вредности, да ги одредиме влезните вредности. И последно, да нацртаме график на линеарната функција. Започнуваме со делот каде што се дадени влезните вредности. Самото тоа ни покажува дека ние сами си земаме вредности за x. Може да ги земиме произволно, било кои броеви за x. 1, 2, 3, 4 негативни броеви. За да го објасниме ова, ќе искористиме една конкретна функција, y еднакво на 2 по x плюс 3. Како се одредуваат излезните вредности кога се дадени влезните? Постојат два начини. Првиот начин е со замена за x во равенката, а вториот начин е со функционална машина. Што значи да замениме во равенката? Тоа значи на местото од променливата да поставиме конкретна вредност за x. Ако x е 1, заменуваме y е 2 по 1 плюс 3, тоа е 5. И на тој начин добиваме точка А со координати 1 и 5. Координатите на точката ги запишуваме по одреден редослед. Секогаш прво ја запишуваме вредноста за x, а потоа вредноста за y. Еве да видиме како ќе одредиме излезната вредност за y кога x е 2. На ист начин, 2 по 2 плюс 3, тоа е 7. Точката има координати 2 и 7. Постапката повторуваме и за бројот 3 и за бројот 4. Така ги добиваме излезните податоци и ги запишуваме во една табела со вредности. Втор начин. Кој е вториот начин за да се одредат излезни податоци? Тоа е функционалната машина. Таја поточно го дава редоследот на извршување на операциите за дадената функција. Ја работиме истава функција, 2 по x плюс 3. Кој е редоследот за извршување на операциите, кога внесуваме вредност за x? Први, да помножиме со 2, па да додадеме 3. И така добиваме излезна вредност за y. На ваков начин ги заменуваме сите вредности. Од 1, 2, 3, оние кои што сме ги одбрале на местото од x. Значи, прво, 1 го множиме со 2, му додаваме 3, добиваме излезен податок. Потоа внесуваме број 2. Ја повторуваме постапката. Множиме со 2, додаваме 3 и на тој начин ги добиваме сите излезни податоци. Со тоа го заклучуваме првиот дел од часот. Да видиме кога се поставени обратно работите. Што значи обратно? Во обратен редослед. Значи дадена е y вредноста, излезните податоци, а треба да се одредат влезните податоци. Самото тоа што се дадени излезните податоци, сега произволно си земаме вредности за y. Во оваа задача, која што ќе решаваме за функцијата y2x минус 5, имаме земено излезни вредности да бидат минус 13, минус 5, 1 и 9. Како оди постапката? И овде имаме два начини. Првиот начин е повторно со решавање на равенка, вториот начин е функционална машина. Како ќе го сработиме првиот начин? Велиме, во равенката 2x минус 5 еднакво на y, заменуваме на местото од y минус 13, и него сме го одбрале за излезен податок.
и почнуваме да ја решаваме равенката по принципот непознатите величини да останат на левата страна, а познатите да ги префрлиме на десната страна. Како ги префрламе броевите, така тие го менуваат знакот. Значи, онај број кој што ја менува страната, го менува знакот. -5, кога го префрламе од другата страна, добива вредност +5. Продолжуваме со решавање, 2х еднакво на -8, х еднакво на -4. Оваа постапка ја продолжуваме и за другиот излезен податок, за -5. Повторно поставуваме равенка, 2х - 5 еднакво на -5, непознати величини на лева страна, познати на десна и го добиваме влезниот податок 0. За наредните две величини, 1 и 9 како излезни, потрудете се самостојно да дојдете до одговорот, а потоа видете го решението и проверете дали сте научиле и дали сте ги решиле точно барањата кои што се поставени во задачата. Овие вредности кои што ги добивме, повторно ги внесуваме во една табела со вредности. Сега да видиме каков е вториот начин, што рековме со функционална машина да одредиме влезен податок. Првин, треба да ја поставиме функционалната машина по предпоставка дека влезниот податок ни е даден, како ние ги вршиме пресметувањата. За дадената функција, пресметувањата одат по редослед. Прво, влезниот податок го множиме со 2, одземаме 5, па го добиваме излезниот. Но во оваа задача се бараат влезните податоци и нив ги одредуваме со така наречена инверзна функционална машина. Инверзно значи да одиме по обратен редослед. Дадени ни се вредностите за y и продолжуваме со решавање на тој начин што ги земаме инверзните операции на сите дадени во функционалната машина, првата функционална машина. Значи, наместо -5, сега собираме +5, наместо по 2, сега делиме со 2. Во обратен редослед би изгледало вредноста y му додаваме +5, потоа го делиме со 2 и така го добиваме влезниот податок. Еве еден пример. Ако излезниот податок е 9, влезниот податок како го одредуваме со инверзната функционална? Додаваме 5, тоа е 14, делиме со 2 и го добиваме влезниот податок 7. Оваа постапка потоа повторуваме за сите други излезни вредности кои што сме си ги дали. На тој начин ги добиваме влезните податоци и со тоа задачата е решена. Податоците можат да се сместат во табела. Зошто ни е потребна табелата? Овој метод на прикажување на влезните и неизлезните вредности на функцијата во табела најчесто го користиме при графичко представување на функцијата. Значи, веќе ни останува уште третиот дел од целите што ни се на овој час. Графички да представиме една функција. За таа цел ќе си поставиме за задача да нацртаме график на функцијата y еднакво 2x + 3. Ќе ја користиме табелата која што ја добивме на почетокот, каде што ни беа дадени влезните податоци, ние си ги пресметавме излезните и добивме точки кои што треба да ги внесеме во координатен систем. Треба да внимавате кога ги внесувате точките во координатниот систем, затоа што секоја координата се знае точно од каде треба да се прочита. Во координатниот систем, хоризонтално поставената оска е x оска, а вертикално поставената оска е y. Кога ги внесуваме точките, првата координата ја читаме од x оската, втората од y оската, така ја нанесуваме точката А. Потоа 2 го читаме од x оска, 7 од y, точка Б. 3 од x оска, 9 од y. Истата постапка повторуваме за точката Д. Кога ќе ги поврзиме овие точки, добиваме права линија. Точно оваа права линија представува графикот на функцијата y еднакво на 2x + 3. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна работа.